заради разните случувања кои се случуваат и во Македонија, меѓутоа и во светот и во Франција. Треба сите ние постојано да бидеме во еден процес на барање начини како рамнотежата помеѓу слободата на изразување, приватноста и сигурноста генерално, која е многу сензитивна, комплексна и осетлива рамнотежа. Треба да најдеме начини како таа рамнотежа да ја држиме и да овозможиме интернетот да остане слободен и исто така да овозможиме граѓаните на Република Македонија да можат слободно да се изразат, да ги користат новите технологии и со тоа не само да се информираат, меѓутоа да учествуваат директно во креирањето политики и во јавната сфера генерално. На жалост, не само во Република Македонија, меѓутоа и во светот, владите донесуваат многу често закони кои ја го дерегулираат овој баланс на слобода на изразување и сигурност. И во име на сигурност, во име на безбедност, многу често директно се загрозува и слободата на изразување и слободата на интернетот. Токму затоа сметам дека соработката помеѓу разните актери во нашето општество, невладините организации, државните институции, медиумите, академската заедница треба заедно да најдат начин како да најдат модел како оваа рамнотежа да се чува, се со цел во никој случај слободата на изразување и човекови права да не бидат загрозени. Ние во Метаморфози сметаме дека барањето на тој баланс и чувањето на слободата не е работа само на правниците, само на државните институции, не е ниту работа на интернет корисниците и само техничките лица, туку тоа треба да биде еден заеднички напор, каде што сите заедно ќе се залагаме за тоа интернетот да остане слободен, да се чува демократската природа на интернетот, посебно затоа што интернетот е денеска главен извор на информирање, он е огромен извор на знаење, интернетот нема граници и токму затоа не само сите актери во Македонија, туку и сите актери во светот треба да се обидеме заедно во рамките на инструментите и институциите кои ни се на располагање да најдеме начин како интернетот да остане слободен, приватноста на граѓаните да биде обезбедена и со тоа граѓаните да се чувствуваат слободни и сигурни да учествуваат во процесот на креирање политики. Тој инклузивен процес е многу важен, меѓутоа исто така е важен интернетот да остане и да представува еден квалитетен извор на информации, кредибилен извор на информации, да биде слободен од говорот на омраза, да постои начин за саморегулација и со тоа да овозможиме граѓаните да се информираат квалитетно и со тоа да донесат правилни одлуки, а преку донесување правилни одлуки и придонесот во креирањето ќе придонесеме во креирањето квалитетни политики, а со креирањето квалитетни политики и закони се надеваме дека ќе придонесеме и во подобрување на квалитетот на живење во Република Македонија. Исто така што е многу важно и во Метаморфози даваме големи напори, тоа е да се и поддржуваме закони, корпоративни политики и разни други видови политики кои таа приватност на граѓаните ќе ја чува, меѓутоа исто така се залагаме за контрола, законска контрола и законски надзор на сите институции кои имаат надлежност да прислушкуваат, се со цел таа надлежност да не се злоупотреби и да не се загрози слободата на изразување и приватноста на граѓаните. Јас се надевам дека во текот на денешниот ден, во разните сесии, ќе имаме прилика да слушаме и да научиме за примери и модели кои се користат во Европската Унија, но и во светот, да слушнеме за предизвиците со кои сме ние соучени тука во Македонија и да видиме дали може да најдеме некое решение кои
со што ќе придонесеме слободата на изразување и демократијата воопшто во Македонија да стане посилна и преку дискусии и преку препораки да придонесеме генерално во тој процес на засилување на демократијата во Република Македонија.